Господине Бесими, како е да се биде вице-премиер за европски интеграции на влада која бара преговори за членство со Европската унија, а која има проблеми со некои елементарни демократски перформанси, политички диалог, слобода на медиуми, меѓуетнички тензии? Сакам одма да кажам дека не е едноставна и лесна задача, меѓутоа е одговорна и како политичари што сме вклучени и имаме преземена одговорност во име на граѓаните, треба да сме спремни и одговорни према сите овие предизвици што ни престојат во стратешката цел што е за Република Македонија, тоа е европската интеграција на Република Македонија, односно членството на Република Македонија во Европска унија. Низ тој пат Република Македонија се соочуваше со и се уште со неколку предизвици, меѓу кои актуелните политичкиот диалог, што беше еден од главните прашања во Брисел, што се покрена алармот за подготвеност на Република Македонија во исполнување на политичките копенхашки критериуми. Потоа другите прашања што вие ги спомнавте, како аспект на етничката соработка и соживот, исто така или меѓуетничките односи, исто така се една важна тема која ги има постојано во извештаите на Европска унија, како и во заклучоците, декемвриските заклучоци и во приоритетите на високиот пристапен диалог со Европска унија, тоест исполнувањето на принципите, односно почитување на принципите од Охридскиот рамковен договор, каде што меѓуетничките односи се една од главните теми за развој на стабилно. И после се што се случи во сите овие области, вие бевте минатата недела, односно пред да се донесе оној договор меѓу партиите и пред посетата на Филе, вие бевте се видовте со него во Брисел. Дали во даден момент во тие разговори што ги имавте со него беше доведена во прашање препораката за почеток на преговори? Секако, да бидам искрен, значи таа посета беше исклучително важна посета, беше многу тешка, една од најтешките што сум ги имал во своите задачи во владата на Република Македонија, во различните ресори. И тоа ми дојде во првите денови, уште од првата недела како седнав на опозиција. Значи, таму веќе се разговараше дали воопшто Република Македонија да има извештај или не, затоа што веќе прашање беше дека извештајот може да биде сериозно со негативна препорака. И тоа што се постигна и со доаѓањето на Филе и односно тројката заедно со Ховит и Бузек беше детерминистичка или детерминанта во пресвртот што Република Македонија направи во европската интеграција, односно тоа што разговаравме таму, значи целиот разговор се однесуваше на воспоставање на, односно загриженост за една отварање на нова тема повторно за тоа дали Република Македонија исполнува политичките копенхашки критериуми, што ќе значеше многу чекор назад Република Македонија во европската интеграција. Мене ми е драго што после таа средба се донесе одлука во Брисел за да ја посетат Република Македонија и тоа што се постигна во тој период низ разговори на комисарот Филе со владеачките партии и опозицијата да се надмине. Што беше клучно Филе да реши да дојде во Скопје? Сега јас не би можел да шпекулирам што точно беше клучно, меѓутоа подготвеноста на Република Македонија и сериозноста во европската агенда. Дали стварно станува збор за заинтересираност на политичарите на Република Македонија да работат во европската агенда или тоа е чисто декларативно, додека пред интересите на граѓаните, односно европската перспектива, се стават потесните партиски и политички интереси. Да ве прашам, има многу толкување на договорот кој е склучен и обврски кои се преземени во однос и на Европската комисија. Има договор за предвремени парламентарни избори или нема? Сам дека тоа е дел на политичкиот договор што е постигнат. Меѓутоа најбитно е дека опозицијата се враќа во институциите
демократските институции функционираат и учествува во изборите, значи во локалните избори. Ова е клучното, затоа што во Брисел, ќе се вратам на претходното прашање, во Брисел не е важно дали една политичка партија или друга политичка партија во право во одреден случај. Важно е дали Република Македонија ќе успее во европската агенда. Оние ја гледат Република Македонија како еден субјект, еден ентитет. Сега, што се случува со планот по сите работи кои се случија во Македонија, со декемврискиот план Македонија во јуни, евентуално на Советот на министри да добие датум за почеток на преговори за членство. Какви се изгледите во јуни да се добие тој датум? Вака, јас по природа да сум оптимист, но не би сакал да прогнозирам нешто што знаеме дека не е едноставна работа. Или дали после се работите ќе се одложат за декември, односно за крајот на... Тоа што сега можеме да кажеме е дека политичкиот диалог кој беше закана во тој процес сега е надминат. Тоа е една прашање. Меѓутоа таму има и многу други работи. Има работа името. Тоа е името една работа, политички критериум, што знаеме дека тоа е една од најголемите предизвици во овој пат што има Република Македонија, меѓутоа има и други работи, 5 приоритети кои се дефинирани во високиот пристапен диалог, како што се слобода на изразувањето односно медиумите, потоа владење на право и реформи во владење на правото и меѓуетничките односи, реформите во јавната администрација и изборниот кодекс, како и функционална пазарна економија од еден аспект. Потоа се меѓусоседските односи, добрите меѓусоседските односи и прашањето поврзано со името. И за прашањето за името сега, после се, министре, дали Македонија има капацитет да се соочи со решавање на едно такво тешко прашање како што е проблемот со името? Тоа, колку и да е тешко, е многу важно прашање, што треба да се надмине. И дали тој процес продолжува? Таму, тој процес се одвива во рамките на ова под покровителство на Обединетите нации. Знаеме дека Нимец беше неколку пати последното време тука, интензивирана е динамиката и сега за исходите и кога, за тајмингот, тоа не можам да прецизирам. Дали во априлскиот извештај ќе има што прави Македонија на тој план? Тоа ќе видиме. Македонија даде преглед на досегашните активности и за приоритетите на високиот пристапен диалог и за добрососедските односи. Значи, 2 прегледа достави Република Македонија, меѓутоа и врз основа на тие прегледи и своите извештаи што ги има во Европска комисија, комисарот Фило ќе достави документ до Европска комисија кој ќе се разгледа во самитот во јуни на Европскиот совет. Дали според декемвриските заклучоци во јуни треба да имаме решен проблем со името за да добиеме датум за преговори или треба да имаме напредок во тој процес? Мислам, тоа можам само да ве цитирам како пишува таму и да го земам документот, заклучоците да ги цитирам. Значи, важно е дека Република Македонија треба да го има надминато прашањето со името со Република Грција за да започне за да стане членка. И сега за да започне преговори, како што стои во заклучоците е дека ќе се препорачува рамка за започнување на преговорите. Значи ќе се препорачува рамка за започнување на преговорите. И таму се спомнуваат приоритетите на високиот пристапен диалог, добрососедските односи и прашањето за името. Значи овие 3 работи се спомнуваат таму. Да. И тоа пак ќе ве прашам, во јуни што ќе биде критериумот во однос на прашањето за името за да Европската, односно Советот на министри одлучи дали ќе ни даде датум за преговори или не во текот на оваа година? Кажав тоа што кој е реперот по кој се мери? Да. Кој е мерката? Да. Таму пред се треба да покажеме, значи вам ме интересира само прашањето за името. Ако добро разбрав, тоа е клучен проблем зошто Македонија не може да започне преговори. Барем така беше до декември. Сема ако во меѓувреме со сите проблеми не се искомплицира на дополнително. Јас никогаш не го користам зборот за проблем. Но тоа е предизвик. Добро, еве вие кажете го така. Предизвикот е нешто што двете страни ги става на една
иста позиција и иста цел. Значи, предизвикот треба да се надмине, ако тука и Македонија и Грција се гледат како партнери што го имат овој предизвик. Ако го поставиш како проблем, значи имаш две страни што се заземат своји позиции и тој проблем... Што е де факто така, но добро, еве, предизвикот. Предизвикот секако дава можност и простор за да поафирмативно и поконструктивно пристапат двете страни. И сам дека таму треба Република Македонија да покаже напредок. Дали се одвива некаков процес, министре, бидејќи не... дека има волја од двете страни за надминување на овој предизвик. Дали тој процес тече? Или е стопиран со оглед на сите случувања кои има пред себе Македонија? Сега, за тоа прашање, мислам дека најсоодветно треба да добиете одговор од кои што се директно инволвирани во тој процес. Меѓутоа, како што е на влада, со оглед на... Претпоставам, тоа беше тема на разговорите ваши со Филе. Една од темите, исто така. Да, а тоа е тема, неизбежна тема во целиот пакет на европската интеграција. Имено. Приоритетите на ова високиот пристапен диалог, добрососедските односи и прашањето на има. Тие се три работи што ги има таму. И во однос на овие работи, значи Република Македонија треба да покаже напредок, да ги надмине предизвиците што ги спомнав, со цел да стане, да влезе целосно во процесот. Добро, за крај да ве прашам, вашето предвидување во јуни, може Македонија да добие датум за почеток на преговори или не? Како што стои во заклучок, декремвриските заклучоци во јуни Република Македонија треба да добие рамка за започнување на преговорите. Со што јас сметам дека Република Македонија треба подеднакво да покаже прогрес, односно напредок во сите три области: приоритетите на високиот пристапен диалог, добрососедските односи и прашањето за им. Благодарам. Благодарам.